Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин е поранешниот судија во Врховниот суд Вера Коцо. Почитувана, актуелно е прашањето околу изборот на председател на Уставен суд и можноста тоа да трае до недоглед, како што и видовме дека имаше неколку обиди за избор на сегашниот председател. Како го коментирате ова? Треба ли нешто да се промени? Изборот за член на Уставниот суд, процедурата беше запазена. Може да се оди во повеќе кругови со цел да се изврши избор за председател на тој суд. Не е важно колку пати се вршеше изборот, односно колку пати се повторуваше гласањето, меѓутоа беше битно да се најде усогласеност на судиите во тој суд да го изберат оној кој што ќе ги представува. Инаку тие се сите еднакви, тој е првиот меѓу еднаквите. Што значи, ова вртење на повеќе кругови за избор на председател, според мене, е затоа што сепак се работи за непотполн состав, односно се употполни составот со нови двајца членови, може би меѓу себе недоволно се познаваат за да си дадат доверба. Заради тоа сметам дека сепак успеа да дојдат до онаа личност која што ќе ги представува и не гледам никакво политичко влијание во однос на ова. Постои ли можност со оглед на начинот на кој што се бира потребното двотретинско мнозинство, ако знаеме дека до неодамна судот не беше доволно екипиран и се уште не е, да се блокира некогаш работата токму поради тоа што нема да има прв човек на судот, бидејќи такви беа коментарите додека течеше овој процес. Да, лесно можеше да се влезе во уставна криза и од тоа се плашеа и на крајот мислам дека тоа беше причината, превагна кај нив совеста дека мора да се избере председател, но за жал тој суд во поранешниот период беше во непотполн состав. Тогашниот председател на која и заврши мандатот постојано укажуваше на тоа дека судот не е во потполн состав и дека тешко можат да се донесуваат одлуки со 5 или 6 членови на Уставниот суд. Актуелно и прашањето околу судскиот совет кој што се случува до новиве, таму веќе се во тек избори на нови членови, токму од Врховниот суд од каде што вие доаѓате. Видовме и дека една од кандидатките се повлече. Дали е време сега да се екипира и судскиот совет, особено ако знаеме дека нели се случува во еден период кога не е ни создадена новата влада? На ова тема имаше доста разговори од повеќе експерти. Слушав дури дека изборниот процес не е завршен и дека не е време да се избира сега член на судскиот совет. Меѓутоа да го оставиме тоа настрана, има комисија за спречување на корупција, ако смета дека не е во ред, ќе покрене постапка. Мене ми е многу побитно тоа што предложениот односно пријавениот судија од Врховниот суд за член на судскиот совет покажа несериозен однос. Имено, кога се пријавила веќе за член на судскиот совет, мораше да внимава на тоа дека ако има здравствени проблеми, тие треба со време да ги истакне, да ги искаже, а не во последен момент, кога дојде да се врши изборот, таа се повлече. За мене е тоа апсолутно несериозно и може да се толкува дека се случува од разни причини. Други, за кои не сакам да зборувам, не сакам да верувам дека има некакво влијание врз неа. Ќе покаже, сепак ова ќе се покаже што се случувало и зошто се случило. Реакциите беа одеа до таму дека ако се има здравствени проблеми, тогаш не може да се извршува и судиската функција во Врховниот суд. Ако се реални причините, вие се посомневавте дека можно е да постојат и други причини. Па во однос на здравствените причини, прво нејзините колеги би знаеле дека нешто се случува на таа линија, а уште повеќе председателката на Врховниот суд на седницата на судскиот совет искажа свое мислење дека не знае дека таа судија има здравствени проблеми. Сето ова остава впечаток дека сепак се работи за некакво повлекување без некои сериозни причини. Ако мислите на некакво влијание врз неа, јас постојано зборувам каде е професионалната храброст на судиите. Не смее да се подлегне на било какви притисоци.
облекувањето на судската тога не е моден детал, туку тоа е превземање на голема одговорност и сериозност во работењето, посветеност на својата работа, висок професионализам, високо знаење, висок степен на интегритет и кредибилитет. Новата власт најави целосно распуштање на овој состав на судскиот совет и некаква реформа. Што мислите, дали тоа би го решило проблемот со овој состав на судскиот совет? Во изминатиот период, ако направиме пресек на случувањата во судскиот совет, навистина се многу големи, почнувајќи од на време кога се вршеа упаѓања во изборот на судиите од извршната власт, па потоа пробивање на системот за распределба на предметите, па понатаму други случувања кои што навистина оставија големи траги во кредибилитетот на судскиот совет. Но сега би рекла дека во тој совет во кој треба да членуваат големи високи професионалци со висок степен на кредибилитет и дигнитет, прашањето е дали тие можат да се однесуваат така. Во Законот за судски совет е предвидена можност да се поведе дисциплинска постапка за одговорност и на член на судскиот совет, но дали тоа се случи во изминатиот период? Јас не сум видела да е повикан на дисциплинска одговорност некој член на судскиот совет. Тоа не се случи. Што ако се распушти целосно? Во однос на распуштањето, како што најавивте дека се зборува дека може да дојде до распуштање на целокупниот судски совет, за мене тоа е политичка мерка. Јас не поддржувам едно такво распуштање на судскиот совет, бидејќи тоа може да има и други причини, односно да предизвика други негативни појави, имено дали ќе бидете толку сигурни дека новите членови во судскиот совет нема истото да го направат. Толку пати се смени составот на тој судски совет, меѓутоа членовите на тој судски совет постојано се однесуваа така како што се однесуваа, како што не требаше да се однесуваат. Си дозволија менување на председателката во една незаконита постапка. Никој тоа, иако го осудија, меѓутоа не го повикаа тој што го направи тоа да одговара. Зошто е толку битен судскиот совет во целиот овој систем? Во целиот систем судскиот совет игра голема улога, затоа што е судски независен орган кој што се грижи за независноста на судиите. Во изминатиот период таа своја функција не ја исполни до крај, само заради овие причини кои веќе ги кажав. Дали ова проблем само на актуелниот состав на судскиот совет или сепак и предходните состави? Знаете како се има впечаток во јавноста дека сега овој состав е не овој состав проблематичен. Па не овој состав, затоа ви реков, ако се направи еден пресек на судскиот совет од, еве да тргнеме од 2012 година, зар не беа присутни изборите на судии преку тефтерчиња? Што значеше тоа? Мешање на извршната власт. Понатаму следеа многу бавни постапки за луѓето кои што се огрешија во својата професија, односно го пробија акмисот, и постапувањето против тие судии беше многу бавно. Тогашните председатели и членови на судскиот совет не се осмелуваа да покренат брзи постапки кои ќе ги разрешат состојбите. Напротив, све беше бавно и тоа предизвика голема недоверба кај граѓаните. Тоа се знае дека така ќе биде. Како граѓаните да веруваат во независноста, ако видовме дека судии од Врховен суд па и член на судски совет беа едни од осомничените дека земале подкуп за одлагање на судски процес? Јас ова ќе го коментирам само како појава, а не како конкретно случај, бидејќи мора да се почитува презумпцијата на невиност. Меѓутоа, мора да се внимава и членовите на судскиот совет, и целокупниот Врховен суд, и сите председатели на судови, и обвинителството, мора да внимаваат на однесувањето на своите членови. Не може никој да ме убеди во тоа дека не се слушале гласови што правел некој судија и како се однесувал во изминатиот период. Тоа е многу значајно и тоа е причина за која би требало тие што се одговорни за тоа на време да реагираат.
Не можат да се прават глуви и сега наеднаш се наоѓаме во ситуација, бил фатен судија во криминал, бил обвинител фатен во криминал. За мене тоа, да ви кажам, е сосема една работа која што се должи на недоволно внимание, посветено внимание од одговорните на овие институции. Да, но видовме дека дури не може да се санкционира еден член на Советот на обвинители ако е фатен во оваква ситуација. Да, презумпција на невиност постои, но од друга страна не може да, како што е тоа случај нели во случајот со судиите, во овој случај не може да биде никако санкциониран. Тој си продолжува со сопствената работа. Па ете го повикаа да даде оставка, го повикаа да не доаѓа на седници, што е некаков морален чин. Меѓутоа, пак не знам дали слушавте во јавноста, имаше и на други размислувања од одредени професори на правниот факултет кои што искажаа свое мислење дека сепак може да се изрече и мерка на предпазливост да биде отстранет од доаѓање на работа. Да се оддалечи од работното место, така. Иако во Законот за кривична постапка они велат дека таква одредба нема, но ако нема, нека ја креираат. Во законите не може се да има. Сепак, затоа се и судиите и обвинителите да направат нешто што ќе биде во корист на граѓаните. Ќе создава некаква пракса за војнина. Што ќе се создаде клима на доверба. Така може да се јакне довербата кај граѓанството, а не со некаков пасивен однос. Академијата за суди и јавни обвинители исто така во предизборниот период беше актуелна со оглед на тоа што течеше процес за избор на кандидати во време на избори. Видовме како заврши оваа постапка и таму се најавени реформи. Дали беше легитимен потегот да се бираат членови на академијата во тоа време? Па со оглед на разрешницата треба да кажам дека не беше. Меѓутоа, ова прашање, ви реков, е малку дискутабилно, но ви реков, во законот не мора да има све напишано. Ни еден закон во светот ги нема опфатено сите состојби. Затоа е судската пракса и затоа судот во Страсбург се потпира на случаите кои што ги има донесено. Ние мораме да градиме судска пракса. Ние сме се уште релативно млада држава, односно држава која што судската пракса не ја смета за извор на правото. Повторно се најавува ревизија и на досегашните кандидати во академијата и одделување дури на две академии, односно на два субјекти, академија за суди и за обвинители. Може ли да се врати назад времето, да речеме, па да се прави ревизија на изминатите кандидати кои што ги поминале обуките таму? Па мислам дека е тоа многу дискутабилно прашање, дали некој кој што ја поминал академијата станал судија или станал обвинител да го враќаш назад, тоа ми се чини дека има многу мал резон во сето тоа. Меѓутоа, таквиот човек треба да го следиш. Дали тој понатаму ќе покаже што научил во таа академија, односно што научил меѓу своите колеги каде што работи. Не можете вие да тргнете само од тоа. Ете се случија разни превирања во таа академија, меѓутоа сепак кој ќе се дојде на работното место, мора да се покаже она наученото и да се надградува наученото. Не можете вие да се задржите на она што сте научиле кога сте биле на факултет или во академијата, обуката не знам колку временски е ограничена. Сепак на своето работно место учењето продолжува. Секогаш знаењето мора да се стави на прво место и совесноста. Честноста, совесноста, угледот. Ако нема еден судија углед, ако се зборуваат за него разни работи меѓу граѓаните, не очекувајте од него дека ќе биде добар професионалец. Исто така се споменуваше предизборно и случајот со пресудата за инцидентите во собранието од 27 април. Може ли такво нешто да се ревидира, да се врати? Може да се направи амнестија или некое помилување. Тоа е веќе прашање на извршната и законодавната власт. Тука судството нема што да се меша. Тоа е сепак чин на покажување на некаква добра волја на некои прекршители, но за тоа прашање подобро е да прашате некој политичар дали е тоа дека е возможно, но дали е добро. Ви благодарам на гостувањето. И јас ви благодарам на поканата.
Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.